Културата и образованието се темелот на секој општествен развој. Преку нив државата се интегрира во светот. Благодарение на нив таа станува јасно предпознатлива, се идентификува во меѓународен контекст и се прави јасна дистинкција помеѓу народите и нивните традиционални вредности. Грижата за културата е одговорност кој иднината. Вака ја започна денешната пресконференција председателот на ВМРО-ДПМН при Општински комитет Велес Игор Здравковски. Во таа насока, проектите на кои се обврзува обновата, а ги најави лидерот Мицкоски, е резултат на грижата и односот на ВМРО-ДПМН кој ги има кон културата и кон образованието. Тие мерки се унапредување на македонскиот јазик како наше идентитетско обележје, инвестиција во македонските брендови и креативни индустрии, делегиран буџет за културните установи, стимулирање на бизнис секторот да инвестира во културата, дигитализација на културното и уметничкото наследство, реконструкција на зградата на Музеот на Македонија, изградба на нови театри во Прилеп, Охрид и Скопје, намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 5% во културата, изградба на нови 20 и реконструкција на најмалку 50 училишта во Република Македонија. Поголеми примања за универзитетскиот наставен кадар, поголеми примања за професорите од основното и од средното образование. Средно стручно образование во функција на стопанството. Зголемување на инвестициите во образованието од 3,7 на 5% од бруто домашниот производ, што ќе значи повеќе пари во образованието. Исто така и универзитет во првите 1000 на Шангајската листа. Здравковски од партиска говорница изјави дека Македонија денес е жртва на сопствениот однос кон интелектуалната елита. Владеачката гарнитура 3 години поред ја симнува културата на се пониско ниво. Тоа го покажа и со распределбата на проекти од годишната програма на Министерството за култура. Тоа го покажуваат и на локално ниво. Велес секогаш бил колевка на културата и на уметноста. Македонска престолнина, која секогаш ја негувала традицијата и културното наследство. Но за жал, оваа власт, Велес од град на културата го претвори во град на некултурата. Со скратувањето на финансиските средства за реализација на најзначајните културни манифестации, оваа власт предводена од СДСМ нанесе огромни и ненадоместливи штети на културата како на локално, така и на национално ниво. Здравковски вели дека решението за овие штетни политики е едноставно, а тоа е сите кои донесоа штетни одлуки да се испратат во политичка историја.